Во продолжение, како и што најавме, зборуваме малку за модата, односно ќе позборуваме за овогодинешната организација на 25-тиот поред Моден викенд Скопје, односно оваа година честитки тие го одбележуваат својот сребрен јубилеј и викендов кој што ни предстои ќе се одржува во градскиот парк, една одлично одбрана локација каде што овогодинешната програма на Fashion Weekend Скопје ќе биде изразена и реализирана токму таму. Има еден новитет со оглед на тоа што овој пат овогодинешното, односно ова издание на Fashion Weekend Скопје ќе имаат можност да се изразат и модно да ја искажат својата креативност младите студенти и оние кои што се пронаоѓаат себе си во светот на модата, да ја погледнеме нивната инспирација и да видиме што е тоа што ќе го збогати ова издание на Fashion Weekend Скопје. Рековме, тоа ќе се случува викендов, а ние ќе имаме можност во следните минути да разговараме со 5 од нив и бидејќи сме многу, се поделивме на 2 дела. Сега во првите неколку минути ќе позборувам за представувањето на Катерина Тошева, која што ни доаѓа од школата за дизајн, уметност и технологија Скала, како и од, како што ми кажавте, вие Академијата за моден дизајн кај Џолев, а исто така со нас и Мирјана Јосифовска од Американскиот универзитет на Европа Фон, како и алумни на Академијата за моден дизајн кај Џолев. Претпоставувам дека добро ве најавив, така? Добар ден и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро ве најдовме. Ќе позборуваме за тоа што или каков е начинот на вашето представување на Fashion Weekend Скопје, викендот кој што предстои, и со оглед на тоа што ова издание е под мотото Discover Who's Next Graduation Show, е за сите млади луѓе, сите факултетли, за оние кои што сакаат да пренесат нивната порака и преку модата, ќе може да разговараме за тоа што всушност како предизвик представува за вас ова представување. Со кого ќе почнеме? Еве ќе давам предност на помладите. Благодарам. Јас сум алумни на Академијата за моден дизајн кај Ѓулев уметностите, сега позната и како Скала школа. И исто така и 4-та година студент на Американскиот универзитет на Европа Фон. Со тоа што за Фон ќе се представам со 2 модела, додека како алумни на школата кај Ѓулев ќе се представам со 4 модела овој викенд на модниот викенд. Кој што предстои за моделите и за тоа на кој начин ќе биде представувањето и што беше инспирација за подготовка за овие модели ќе позборуваме претходно, односно подоцна, а претходно би сакала околу работата на самата школа, односно што се случува секојдневно при практикување и творење во склоп на создавање на моделите. Добро, пред се школата Скала и Џолев и уметностите поседуваат одличен број на одлични професори кои што се доста искусни и одлично го пренесуваат сопственото знаење. Можеби јас вака малку и повозрасна тргнав на Академијата и тргнав во првата година од модниот дизајн како Џолев и уметностите, сега Скала. Посветуваат многу внимание на поврзување на праксите и на пренесување на знаењето. И тоа веројатно го учествувате преку секојдневното учење во школата, но и она кое што вие го имате како ваша визија за создавање на одредени модели и каде по завршувањето на овие студии би сакале да го завземете вашето место во светот на модата. Представувањето на Fashion Weekend Скопје е еден особен предизвик, нели, за оние кои што се занимаваат со тоа. Како или колкава е, да речеме, возбудата, но и инспирацијата за создавањето на моделите за престојниот Fashion Weekend? Добро, инспирацијата доаѓа спонтано, се излева едноставно од вас. Тоа е дел од уметноста, повеќе би кажала. Не може да се натерате себе си, сега ќе имам инспирација и ќе создадам нешто. Туку си доаѓа спонтано и создавате. Можеби нема во тој момент и да ја создадете истата колекција, можеби подоцна ќе ја создадете, па ќе ја презентирате. Јас имав конкретно таква инспирација со оваа колекција со која што ќе се прикажам на модниот викенд. Колекцијата беше смислена многу поодамна
Меѓутоа, по завршувањето на академијата, предизвик ми беше да ја презентирам како уникатна, меѓутоа на мојата веб страна. И се уште не е прикажана во јавноста колекцијата. Така да инспирацијата не е во моментот на случувањето. Да, точно е тоа, се согласувам дека треба таа инспирација да е тековна и тоа е еден од клучните работи и сегменти кај оние кои што творат модно или модните дизајнери, но во контекст на моето прашање е кога ќе ви се даде можноста да се изразите или во случајот да ја покажете вашата модна колекција, а таа да биде видена од пошироката јавност, особено за онаа која што е заинтересирана за публиката. Од тука каква е возбудата за вас? Па возбудата, мислам дека е голема за секого. Да. И одлична е можноста да се прикаже она што сте го создале и одличен подвиг на Fashion Weekend годинава да им отстапи на младите да се прикажат себе си, затоа што и ретка можност имаат за такво нешто. Да. Што се однесува до модата која што еве денеска ја сакаат младите или да речеме дека практикуваат или сакаат исто така имаат желба да бидат и се трудат да бидат во чекор со сето тоа што е и светски моден тренд, каков е вашиот впечаток како млада личност? Каде сме ние во поглед на тоа? Нешто што го имам приметено баш во последните неколку години и тоа исто и кај младата публика, но исто и кај младите македонски дизајнери е што во последно време навистина се трудат за одржливоста на нивните производи, односно нели какви материјали користат во процесот на изработка и тоа се и работи врз кои што и јас ја базирам да речем филозофијата на мојот бренд, а тоа е нели потеклото на материјалите, дали само збор за материјали од природно потекло, нели дали се рециклирани материјали, но исто и процесот на изработка на облеката, дали нели има експлоатација во процесот на изработка на облека и на крајот дали тие парчиња кои што ги купуваме може да ги рециклираме на некој начин или пак да станува збор за мултифункционални парчиња кои што мултифункционално се нели уште една гранка на одржливата мода, така да овие работи и овој тренд е нешто што го гледам кај помладата генерација. Искрено многу ми е мило за тоа, затоа што ова е еден чекор на помагање со проблемот кој што ги имаме со глобалното и нели затоплување и влијанието што модата го има во загадувањето на модната индустрија. Да. Да. Колку време е потребно да речеме за изработка на модели, конкретно со овие модели со кои што ќе се представите на модниот викенд? Па со колекцијата што ќе се представам од Американскиот универзитет на Европа фонд,